Македонија, сите отворени теми ќе паднат во вода и тензии. Тогаш нема да војуваме кому територијата за да не го биде наследството и круната, ту економски ќе соработуваме. И тогаш сите отворени прашања по темата Македонија практично ќе ја изгубат актуелноста, заради што војната на овие простори ни се рециклира на секои 50 години. Едноставно димензионирањето на тие така наречени проблеми или позиционирањето, што велите, на овие сите наши суседи на тој начин е прашање на време. Јас се согласувам со вас и исто мислам како вас, ако Александар бил големиот обединител и ги обединил сите овие народи тогаш, глупо е сега нели да се караме за тоа чив бил. Јас ќе ви кажем една куса приказна. Пред 4 години една делегација на Светскиот македонски конгрес замина во Египет за да однесеме една количина на наслови, книги од Македонија, предежно на англиски, за да можат и другите да ги читат, да ја разберат историјата и вистината за Македонија од кај нас. Подарок за Александрината библиотека во Александрија. До ден денес ниту една државна институција едно книвче нема понудено во таа светска библиотека. Ние однесовме на истражено што има таму. Однесовме на количина за да ги објаснам апсурдите на овие простори во кои ние денес живееме. За жал, јас тоа првпат додека не отидов таму, не може да го осознам. 3 дена престојувавме на трочна делегација. Немаше продавница за папируси, туристички, нели си купуваме со хиероглифи нацртани ливчиња, како спомен од посетата во Египет. Нема продавница кај што не влеговме да не прашаа од каде сте? Од Македонија. Нашиот крал е македонец. Нашата асоциација не враќаше на Александар и на Птоломеите кои владееле со Египет неколку стотини години. Па и Клеопатра, е дел од таа лоза. Последната од династијата. Да, последна од династијата на Птоломидите. Влези во една продавница, од кај сте? Од Македонија. Влези во друга. Кој крал? Нашиот крал Мохамед Али Паша. Македонскиот крал. Македонската кралска династија. Не знаевме за што станува збор, меѓутоа се правевме горди за не покажеме незнаење, ни годеше. Отидовме во Александрија, библиотека во Александрија, со директорот имавме една средба, бидејќи ги подаривме книгите, директорот ни вели: господине Петров, Македонија и Египет ги врзува две круни. На Александар македонски и на Мохамед Али Паша. Пак не знаевме кој е Мохамед Али Паша. Вели, историјата на Египет се дели на 4 периоди. Времето на фараоните, на хеленизмот, на христијанството и на исламот. Му велам, господине директоре, цело време зборувате Македонија и Египет ги врзува две круни. А каде е периодот на македонизмот во Египет, бидејќи македонски династии владеле неколку стотини години со Египет? Па вели, хеленизмот е во основа македонизмот. Меѓутоа, за жал, вели, во оваа библиотека од 1000-2000 вработени, околу 100 директно ги плака владата во Атина. И тие со ништо друго не се занимаваат, освен со Ресавска школа. Пиши, препиши, допиши, измени, за да поинаку се чита историјата од генерациите кои доаѓаат. Купивме едно издание туристичко, Мохамед Али Паша. Кој бил Мохамед Али Паша? Кралска династија што владе со Египет. И декларирана македонска кралска династија. Во едно туристичко издание купивме, се израдувавме во она што го прочитавме само во предговорот. Вели вака: Мохамед Али Паша, вели, роден 1770 или 80 година во источна Македонија, во градот Кавала. Останал сирак, го посвојува гувернерот на султанот во Кавала. Исламизиран бил, затоа и носил муслиманско име. Го оженил за својата ќерка, го вклучил во бизнисот со тутун, му дали официрски чин во Отоманската империја и кога 1805 година султанот објавува војна против Наполеон за да ги брка французите од Египет, го стават на чело на Ашкерот. Мохамед води 3 битки против Наполеон, ги поразува французите, го брка Наполеон и французите од Египет и султанот
како награда го прогласува за вице-крал на Египет и му дава титула Паша. Во 1805 година еден француски патеписец го посетува и го прашува што сте вие по потекло? И он вели вака. И тој се зема како најрелевантен факт и во официјалната египетска историографија. Он не кажал јас сум грк, он рекол како што се Александар и Птоломеј, македонци, така и јас сум од Македонија. И таа изјава на Мохамед Али Паша се зима како релевантен факт во официјалната египетска историографија дека со Египет од 1805 година до 1954 година, кога со војната Хунда Наср го соборува кралот и бега последниот Фарук во Италија, владее македонска кралска династија. И замислете, Мохамед Али Паша го окупира Судан, го основа градот Картум. Народот го засакал во Египет бидејќи прави аграрна реформа, ја подел земјата на безземјашите, на селаните, младите ги праќа на студии во на универзитетите по Европа, не им ја уништил културата, затоа народот ново го засакал, ги поразил саудијците. 1821 година, кога наводно дигаат, ова е многу интересен податок, кога наводно дигаат грците во стание, султанот го праќа за да го задуши. Тоа е единствено востание во историјата, позната како бескрвно востание, бидејќи не се пролеала ниту една капка крв. Пред да го дигнат, Мохамед Али Паша, пратен од султанот во Отоманската империја, со неговата војска од Египет, влегува и го окупира Пелопонес. Како награда, султанот му го дава островот Крит. И Крит го владеат египјаните, кралството Египет, од 1821 до 1908 година, кога англичаните им го даваат на грците или го предадаваат ко таа вештачка држава Грција. Денес во Грција, во Кавала, ќе најдете споменик на Мохамед Али Паша. Но тој никош не кажал јас сум грчки крал, затоа што денес Македонија се наоѓа во Грција како окупирана територија. Тој секаде се декларира, така и во Египет го учат како македонски крал. Подосна Англија, Франција се побуниле пред високата порта во Цариград, како може Египет да влезе во Европа. Се договарат, преговарат, па им дават на атињаните држава долу во Атина. Значи, тоа е историјата на современа Грција. За прв пат, повторно со Букурешкиот договор, да окупира дел од Македонија. За прв пат во незината историја. Во 1912 година. И сега наместо ние да разговараме, ние не ги забораваме напалм бомбите на Велика Британија од американско производство, кои ги фрлеа на Вичо и на Грамос, бомбардирајќи ги нашите македонци во Втората светска војна. Тој период не го забораваме. Меѓутоа, наместо ние денес да бараме Европа да се извини за геноцидот, да сме ги решиле добрососедските односи преку прашањето за името. Ами протераните македонци? Ами нивните права? Ами правата на македонците во Грција? Ние предлагаме, овие наши тутурутки предлагаат демократска, Бакојаника и Кондолиза Рајс вели не постојат македонци во Грција. Што повеќе да разговараме? Така. Кажавте многу интересни моменти, ова особено египетскава приказна, вака ја надополни само феноменот Македонија или Фениксот Македонија, како што го нарековте. Ние ќе продолжиме на таа тема, особено во вториот дел од нашиот разговор. Ама време е за малку реклами, малку да се одмориме. Значи, реклами, па се враќаме во студиото. И не